Добре, криптоентузијасти, денес како добивате видеото состојба на глобалниот пазар на недвижности. Нормално ова е генерално споредба на пазарот на недвижности со останатите пазари, со цел да видиме дали истиот се наоѓа во бабл територија, како што е моментално, например, пазарот на акции, и да видиме што очекуваме во престоечкиот период кога станува збор за недвижности. Со тоа што тоа е денешното видео и е практично последно од претходната недела, иако го добивате во вторник, сите официјално содржини се завршени со ова видео. Дополнително за следната недела, веќе го објавивме видеото од Patreon заедницата Livestream, каде што одговоривме на сите прашања на нашата Patreon заедница, а продолжуваме од текот на утрешниот ден со нормално, тоест геополитика и крипто. Тоа е во среда, се извинувам, каде што ќе обработиме на овој Livestream се што треба да знаете околу моменталната состојба на Блискиот Исток и во Украина, со оглед на фактот дека овие конфликти нормално се една од главните пречки за почеток на потенцијален крипто бул маркет. Во петок добивате Altco Investi, каде што нормално ќе покриеме се што се случува моментално во крипто секторот, како од аспект на проектите, така од аспект на институционална адаптација. И во сабота, како што веќе имавме прашања од заедницата за Patreon, така ќе имаме прашања од заедницата за целата наша заедница, така да оваа сабота ќе одговориме на сите прашања на сите оние кои се дел од нашата заедница. Во недела ќе имаме исто така многу интересно специјално неделно видео, каде што ќе разговараме на темата економија како оружје, овој пат Ирак. Нормално ова е мини серијал кој што го имаме на нашиот канал со цел да одговориме на едно главно прашање, а тоа е колку е моќна економијата кога се користи како оружје и посебно кога се користи како оружје од страна на западните сили. За македонецот да знае што нивните стратешки партнери прават во светот. Дополнително морам да напоменам, многу добра тема дојде до нас од страна на еден од нашите Patreon членови, а тоа е да направиме компарација за тоа како потенцијално вештачката интелигенција ќе биде многу добар катализатор и двигател на адаптација и користење на блокчейн технологијата, посебно кога станува збор за криптовалутите, така да дефинитивно во следните специјални неделни видеа очекувате дека тоа ќе биде една од темата која што ќе обработиме, така да му благодарам на човекот кој што ни го предложи ова. Дополнително мораме да потсетиме, скоро е време, значи помалку од 20 дена остана до третата македонска криптоконференција. Апсолутно најдобра до сега. Со тоа што нормално, како што е и самата конференција најдобра, моравме да ги одбереме и најдобрите луѓе. Горен дел од говорниците веќе ги знаете, а нашиот водител нормално Надица Петрова ќе ни се приклучи, ќе води целата оваа манифестација и нормално ќе има свој стендап дел. Нормално програмата е веќе објавена, истата може да најдете на нашата веб страна, тоа е mkk.mk. А во исто време се определени и говорниците на двете дебати. За разлика од претходните конференции, овој пат имаме и две дебати во кои што говорниците кои што зборуваат на засебни теми, ќе зборуваат и на две многу битни теми на дебата, а тоа е токенизација на реалниот свет и вештачка интелигенција и крипто. Така да ве очекуваме сите на 6 септември во МКЦ во Скопје да се подружиме. Резервирате во вашето место, веќе 340 луѓе го резервирале истото, значи имавме голем скок после објавувањето на тоа дека доаѓа Надица. Очигледно доста луѓе се заинтересирани за нашата водителка изгледа, така да нормално ве очекуваме сите на добра дружба, знаење и нормално малку хумор. Сега да се потсетим исто така дека нашата трета македонска криптоконференција, како и сите наши настани, целиот наш материјал е бесплатен. Но од сега понатаму сите македонски конференции кои што ги правиме ќе имаат и добротворна цел. Во оваа ситуација тоа е помош на Братство 2001, Сдружение на воени ветерани од нашата војна во 2001 година, каде што ќе има поставено кутија за донации доколку некој сака и нормално сака да ја награди нашата работа, тоа може да го направи со донација во оваа кутија. Дополнително маиците се конечно овде, како што ветивме, на нашата страна cryptogamidget.mk/shop или едноставно дојдете на нашата страна, ќе го најдете овој таб, каде што може да си купите маичка, на тој начин да поддржите нашата работа. Маичките се супер, веќе имаме успешни 5 достави на маици низ Македонија, значи буквално за помалку од 10 дена маиците стигнаа на адресите каде што беа нарачани. И нормално, после вашето гласање, ова е првиот, а ова е вториот дизајн кој што победија. Да, знаеме дека има грешка, не се секирате, тоа ќе биде исправено. Ова е само да видиме кој дизајн ви се допаѓа највеќе. Значи, овие два дизајни победија на сите наши социјални мрежи со највеќе гласови и истите ќе бидат изработени како комеморативна маичка за овој настан и ќе бидат достапни до
самата трета македонска криптоконференција, така да очекувате во текот на следните 2-3 дена да бидат веќе нормално достапни во нашата продавница. И пак ќе кажам, на овој начин не поддржувате во она што го работиме, а плюс имате спомен дека сте биле кога се испишувала историја. Така да ве чекаме сите на 6 септември во МКЦ. Дополнително и понатаму нашата телевизија никогаш не прекинува 24/7 постари, понови материјали како на нашиот YouTube канал, така на нашата веб страна cryptogimidja.mk, заедно со нашиот блог кој што се овдека постојано да ви донесат нови информации и многу знаење. Така да заследете го blog.cryptogimidja.mk, каде што постојано имате нови блокови на информации со најновите, би рекол, вести од сите поголеми би рекол портали кои што ги следиме, кои што директно доаѓаат до вас во скратена, сумирана верзија на македонски јазик. И како и секогаш, значи главната поддршка доаѓа од нашата Patreon заедница. Благодарам сите оние кои што се дел од истата. Станете дел, линк до Patreon заедница да може да најдете во дескрипција. Ова мала членарина го прави ова возможно на сите македонци, со тоа што моментално имате привилегија да бидете дел од нашите чатови, каде што може да комуницирате со нас, да споделувате, да дебатирате, буквално да бидете дел од нашата заедница. Имате директни пораки до нас кои што ги одговараме еднаш дневно. Имате нормално офлайн видеата кои што ги подготвуваме, прво ги доставуваме до вас на нашата Patreon заедница, како што е ова, а потоа и на нашиот нормално канал. И еднаш месечно, како што тоа беше претходната сабота, организираме лајвстрим каде што одговараме на сите ваши прашања. Како и секогаш може вашето членство да го регулирате и на годишно ниво. Во крипто само пратете ни мејл на cryptogimidja@gmail.com во која адреса ви одговара, а ние нормално ќе ви вратиме со адреса за блокчейн, нормално на кој што сакате да уплатите. Ова се сумите и нормално ќе ви вратиме со линк до годишно членство на нашата Patreon заедница. Така да со тоа завршуваме со воведот и можеме да почнеме со главната тема. А нормално, како што веќе кажаме, главната тема денес е токму недвижност. Верувам дека ова е нешто што сите не интересира и верувам дека секој од нас би сакал да знае каде се тоа води и што понатаму во овој пазар, со оглед на фактот дека голем дел од нас се уште го немаат средено она најбитно прашање, тоа е стамбеното прашање. Така да сакам моментално да направиме една генерална анализа на тоа каде се наоѓа, да речем, пазарот на недвижности и како е корелиран со останатите пазари и што очекуваме во краток и долг рок. Првото прашање што ќе го одговориме е што представува циклус на недвижни. Значи, како и се останато, како што многу пати сме кажали на нашиот канал, така и недвижностите имаат свој циклус во кој што нормално се движат во бул и во беар фаза. И нормално кога ќе видиме ваков тип на вести, иако нормално повеќето се за Америка, тоа не го менува фактот дека голем дел од нас се доста уплашени, посебно оние кои што немаат своја недвижност. Односно, вели, американските цени на домовите се на all time high, иако имаме намалување на продажбата и така речено високи се цените, нели, каматни стапки кои се плаќаат на овие, така би рекол, хипотеки за недвижност. Ако продолжиме понатаму, можеме да видиме некои такви интересни слични вести кои што едноставно ве тераат да мислите, како на пример Морган Стенли во јуни 2026 година објавува вест од типот: не чекајте за подобри цени за недвижнини или не чекајте овие цени да се намалат во близок рок. Зошто е тоа така? Нормално ќе погледнеме. Од друга страна и овие, да речем, вести исто така многу често може да ги видите. Вели, 75% од народната маса во Мурика е моментално priced out, односно нема доволно пари за да би можела да си дозволи свој дом. Дојдовме во време во кој што од 21. век стана луксус да поседувате собствен дом. Од друга страна, исто така, сигурно сте ги виделе овие вести, 9 јуни 2026 година, вели, во просек цените на домовите за една година од месец мај 2025 до месец мај 2026 година пораснале за 3,2% во целата територија на Америка. И сега, како што кажеме, мора да видиме каде се наоѓаме во еден циклус на недвижности, со цел да разбереме дали моментално е време за купување, дали моментално треба да почекаме, па така и во оваа ситуација нормално никогаш не можеме да знаеме со сигурност, но можеме да имаме представа. Значи, идејата на еден циклус на недвижности нормално има многу, би рекол, различни фактори кои што определуваат дали се наоѓаме во дел од циклусот каде што цените на недвижностите се во корекција надолу или пак во дел од циклусот каде што цените на недвижностите се во корекција нагоре. Овдека нормално ни зависат неколку различни фактори,
ние ќе спомнеме три главни фактори, меѓу кои првиот е supply, односно колку имаме на пазарот моментално недвижности, кои што нормално ја диктираат цената, како што многу пати сме кажале. Значи, колку повеќе имаме од одредено капитално добро кое што се бара на пазарот, нормално, толку повеќе ги се намалува неговата цена. И обратно, колку е поретко ова капитално добро, толку повеќе неговата цена ќе расте. И тоа е првиот дел, вториот дел е нормално неговата корелација со пазарите, да видиме како истиот се корелира со останатите капитални добра, како што се акциите, златото, биткоин и така натаму. И третото се каматните стапки кои што се во обратна корелација со овој пазар. За тоа малку подоцна. Првото нешто, како што ќе кажеме, да објасниме што представува еден циклус на недвижности. Многу често, како што може да забележите, значи овдека е поделен на два дела. Значи ова испрекината линија, која што е хоризонтална, е уствари просекот во кој што имаме долгорочен просек на окупираност, односно на купување на недвижности. Со тоа што под просекот можеме да видиме дека нема се уште ново така речено произведени или не се во процес произведување на недвижности. Над просекот имаме веќе почнува производство на недвижности. Зошто е ова толку битно? Првиот дел што ќе помине, како што кажавме, е токму тоа. Креирањето, односно градењето на недвижности. Кога цените се ниски, како што можеме да забележиме, че оваа црна боја е цената на недвижностите, можеме да забележиме дека колку се пониски цените на недвижностите, толку е помал интересот за градење на нови недвижности. Како цената на недвижностите расте во однос на интересот на пазарот, така почнува и да расте интересот за креирање нови недвижности, затоа што моментално цената ги примамува, така речено, оние кои што работат во овој пазар, да креираат уште повеќе недвижности. Многу често се случува ваквите, да речем, голема количина на произведени недвижности да дојдат до презасидување на пазарот и потоа цената да почне повторно да паѓа. Тоа е на некој начин еден од главните критериуми кои што помага на цената на недвижностите да се движи во една или во друга насока. Да се потсетиме. Тоа не значи дека ова е единствениот фактор кој што делува на цените и поради оваа причина уште еднаш да напоменеме дека има, би рекол, одредени пазари, како што е пазарот во Македонија, посебно во Скопје, каде што постојано гледаме градење на нови недвижности, кои што практично поголемиот дел се празни, а во исто време гледаме дека цените и понатаму растат. Така да, пак ќе кажам, ова е нормално однесување на пазарот. Дополнително не заборавајте дека има многу дополнителни индикатори кои што ги земаме во предвид, не можеме да се ослониме само на еден. Кога станува збор за тоа како изгледа циклусот, значи гледаме дека истиот е како секој стандарден циклус. Имаме периоди на експанзија, каде што цените растат, периоди на рецесија, каде што цените паѓаат. Разликата е во тоа што не се движи во оваа хоризонтална бранд линија, туку се движи во линија која што е секогаш кон горниот десен агол. Ова е само чисто како би рекол објаснување за тоа дека постојано имаме циклуси, дека не постои ништо што се движи само нагоре и дека корекциите се нормални на пазарот. Еве овде ќе имаме еден пример во кој што можеме да забележиме како изгледа еден циклус на недвижности во одредена би рекол зона или некој град, така речено, каде што може да забележиме че овдека го имаме земено, ова е некоја зона на град во Сан Франциско, каде што може да забележиме дека јасно може да ги видите самите циклуси. И тоа, циклусите за разлика од многу често традиционалните финансии од типот на акции се многу подолги, односно може да видиме дека bull маркетите траат некогаш и по 1 до 2 декади, bear маркетите траат по 3 до 4 години. Овдека јасно можеме да видиме два bear маркети кои што траеле од 1990 до 1994 и од 2008 до 2011 година и нормално еден мал краш, ова е dot-com bubble, што уствари представува нормално Black Swan настан, кој што исто така предизвикал едногодишен пад на цените на недвижностите за 5%. Но она што можеме да го заклучиме е дека цените на недвижностите понатаму се движат во горниот десен агол. Знаеме зошто е ова. Значи ова е како резултат на постојаното принтање на пари во секоја земја во светот, што автоматски предизвикува да овие цени постојано растат. Што значи дека ако очекувате дека цените ќе се вратат на нивото кое што го имале пред 10 години, тоа е една заблуда која што веднаш можам да ви кажам да ја заборавите. Такво нешто нема да се случи се додека политиката на сите би рекол земји во светот и понатаму од економски аспект останува принтај колку што можеш повеќе пари. И дека ваквиот раст е постојан и е во целиот свет, имаме многу добар пример, а тоа е примерот со номиналниот раст на цените на становите низ целиот свет од 2025 до 2026. Ова е, од 2010 до 2022.
Ова е само како пример да видите дека овие бул маркети се низ целиот свет. Иако некогаш се случува да имаме одредени места кои што не се опфатени поради X причини, тоа не значи дека истите се надвор од овој циклус. Напротив, тоа е само исклучок. За разлика од тоа, да видиме како тоа изгледа. Значи, како што може да забележиме од 2010 година до 2022 година, каде што овдека јасно може да видиме дека е во бул циклус, можеме тоа да видиме дека се случува во целиот свет. Односно, апсолутно во сите земји, со исклучок на Италија и Циганленд, се останато имаме екстремно голем раст. Значи, од некои 50 па до 900% во Турција, нормално тоа е предизвикано од инфлацијата која што има во текот на 2015-2016 година, но не навлегуваме таму. Во просек цените на недвижностите за овие 12 години порастанале за 84%. Со тоа што многу помал раст има во напредните економии од 77, а поголем раст има во оние, би рекол, економии кои што сега се во развој до 92%, и еврозоната која што има дури релативно мал раст од само 45%. Што ви кажува тоа? Дека овој дел што гледаме за циклусите е на светско ниво. Иако можеби ние сега моментално ќе земеме претежно податоци пример од само една регионална зона, со цел да направиме анализа, тоа не го менува фактот дека долгорочните циклуси кога станува збор за недвижност се на светско ниво. Како што имаме бул маркет на крипто кој што го опфаќа целиот свет, така и овдека гледаме дека истото важи и за недвижностите. Во поголем дел, можеби во различни процентуални вредности, но истите дефинитивно се низ целиот свет. Сега, ова е моменталната состојба каде што се ставени неколку различни категории за тоа каде се наоѓаат во овој циклус. Значи јас буквално го искористив вештачката интелигенција да го превземе овој модел на 4 фази и да ни каже според овој модел и нормално познатите, би рекол, варијабили во пазарот на недвижности каде моментално се наоѓаме. Со тоа што, како што може да забележите, многу паметно од страна на вештачката интелигенција, значи од црвено до зелено ги воспостави овие различни категории, односно варијабили кои се дел од пазарот на недвижности, со цел да видиме кои се во фаза на бабл, односно експанзија, кои се во фаза на bear, односно bear маркет и пат на нивната вредност. Вели vacancy. Нормално во оваа ситуација зборуваме за колку празни недвижности стојат моментално. Вели expansion, значи моментално се зголемува количината на празни недвижности на пазарот. Demand и понатаму, значи demand представува побарувањето се зголемува во експанзија. Кириите се во експанзија. Construction, ова е многу битен дел, вели во early mid expansion, што значи дека во овој период се уште немаме големи побарувања за градење. Зошто е тоа така? Као што веќе кажавме, тоа ни покажува дека се уште се наоѓаме блиску до оваа средна зона каде што се уште нема толку голем интерес и цените не се толку многу поскапени за да имаме зголемена количина на градење на недвижности. Многу често тоа е еден од главните критериуми кои што предизвикува и овој дел да експлодира кон експанзија. Сега за сега не сме таму. Тоа значи дека се уште не сме блиску до потенцијалниот врв, каде што многу често и како што веќе кажавме, градењето на недвижности е на многу забрзано темпо и многу активно. Тоа е една од главните причини кои што ни покажува дека се уште имаме период на раст на недвижностите кој што ќе следи пред нас. Значи тоа е една многу битна работа која што прво ќе анализираме. Потоа доаѓаме до значи ќе дојдеме сега до корелацијата со пазарите исто така. New supply, односно колку нови моментално недвижности имаме на пазарот, вели во експанзија. Повторно тоа значи дека оние кои што веќе биле почнати се завршени и моментално се достапни на пазарот. Според тоа нормално можеме да видиме дека и празните недвижности на пазарот се во експанзија, буквално поради истата оваа категорија. Property valuations, значи recovery expansion, значи дека се повеќе и повеќе расте вредноста на овие недвижности во така речено овој период од 2022-2024, како што можеме да видиме, тоа е најглавниот дел кој што е земен во оваа анализа, иако баравме до 2026 нормално. Credit liquidity, ова е проблемот каде што ние моментално, тоа е третата работа која што ќе анализираме, а тоа е нормално каматните стапки на Федералната резерва и на централните банки, кои што се директно поврзани со кредит и ликвидити, односно ликвидноста на пазарот и колку моментално луѓето може да земат кредит. Као што веќе кажавме во многу претходни видеа, во однос тоа каква е моментално монетарната политика на Централната банка во која што вие се наоѓате, рестрикциите за кредити се помали или поголеми. Според тоа и каматните стапки кои што потенцијално би ги наплатиле за да земете еден кредит се поголеми или помали. Нормално тоа делува директно на тоа дали луѓето ќе земат кредит за да купат недвижност или не.
И затоа овдека може да видиме дека е во транзиција, тоа е третата работа која што ќе работиме денеска и ќе видиме зошто е во транзиција. Се уште немаме доволно ликвидност и кредитите не се земаат така лесно во овој период. Сега еве каде според вештачката интелигенција ние се наоѓаме. Што рековме, со оглед на фактот дека се уште немаме експанзија на градењето, каде што би имале да речеме големи количини на градење, затоа и гледаме дека моментално се наоѓаме на самиот почеток каде што растот на цените ќе предизвика бабл територија која што дополнително ќе зголеми количина на градење, која што ќе донесе до, би рекол, негде подоцна во следните 4-5 години, до презазидување на пазарот каде што имаме премногу недвижности, што значи дека нормално купувачите ќе имаат избор и на тој начин ќе почнат да бараат пониски цени и да почне цената да се враќа назад. Сега за жал ние се наоѓаме во најдобриот дел од, би рекол, недвижности пазарот, кој што потенцијално би требало да ескалира во позитивни цени на недвижностите. Пак ќе кажем, ова е негативно за нас, но е многу позитивно за оние кои што потенцијално инвестираат во недвижности. Барем според тоа што моментално ни го кажуваат нормално анализите на во оваа ситуација вештачката анализа, вештачката интелигенција. Сега ќе видиме зошто го зборуваме тоа. Уште од 2009 година, односно од финансиската криза, можеме да видиме дека барањето за дозволи за градење е екстремно намалено. И тоа од тој период каде што сме имале, како што може да видите, сега ова е во некоја вредност 190 градежни дозволи на метар квадратен, како што можеме да забележиме овде, истата е практично преполовена. Значи, буквално за 50% е намалена количината на барање, така речено, за градење на нови градежни објекти. Што ви кажува тоа? Тоа значи дека интересот за инвестирање во недвижности е намален. А во исто време повторно можеме да видиме дека јасно и кириите и цените на домовите растат. Сега, тоа не е само во Европа, можеме да видиме дека тоа е апсолутно во поголемиот дел од светот, иако овдека ние од 2009 година, како што е така речено намален интересот, можеме да видиме дека имало скок до 2022 година, но со почетокот на bear маркет до 2022 година имаме повторно намалување на интересот. И тоа ова е значително намалување, како што можеме да видиме, ова е нов лоу на пазарот кога станува збор за побарување за дозволи за градба. Што можеме да забележиме? Истото се случува и во Америка. Значи, ова е моментално за барање на дозволи во територијата на Америка од 2022 година, во споставување на врвот и почетокот на bear маркетот и понатаму се наоѓаме во bear маркет во однос на побарување на нови дозволи за градење. Можеме да видиме дека истото ќе го видиме апсолутно сегде. Овдека имаме за Мала Британија. 2022 истата ситуација. Иако имало раст, кој што јасно можеме да го видиме уште на почетокот, така, овдека почнува истиот да паѓа и се уште е моментално во надолен тренд. Иста ситуација можеме да видиме и во Канада. Од 2021-2022 па натаму со некои кратки, би рекол, периоди, како што е овој, можеме да видиме дека трендот е во надолна линија. Тоа ни кажува дека едноставно се повеќе, мислам барем во овој период, се уште не е, цените на недвижностите не се доволно високи за да го натераат овој дел од индустријата за градење нормално недвижности да се активира максимално. И затоа овдека гледаме дека е оправдано овој дел од анализата каде што и самиот ChatGPT, односно вештачката интелигенција, ни кажува дека дефинитивно сега за сега овој дел е забавен. Што значи тоа што ние го кажавме на самиот почеток, дека се наоѓаме многу блиску до оваа средна линија, каде што се уште е на некој начин најдобриот дел од bear во bull маркет, се уште не е реализиран, е буквално тој дел. Значи оправдано со оваа анализа. Сега вториот дел е нормално како истиве пазари за недвижности се корелирани со пазарите. Значи, како што можеме да забележиме овдека, многу јасно, периодите на bear маркет, како што е 2009 година, нормално тоа е bear маркетот за време на финансиската криза, dot-com bubble, можеме да видиме дека како се случува bear маркет за традиционалните финансии, така се случува bear маркет и за недвижностите. Со тоа што овдека тоа може многу лесно да го споредиме на трите категории кои што ние јасно ги следиме постојано, а тоа е нормално злато, биткоин и S&P 500. Каде што јасно можеме да видиме дека корелацијата на тоа како изгледаат пазарите и како изгледа традиционалните финансии е доста јасна. Значи, овој иницијален период, за жал, можеме да го следиме само од 2014 година, кога ги споредуваме злато, биткоин и S&P 500. Можеме да видиме стагнација, дури и пат до негде длабокиот дел на 2015 година. Што можеме
забележиме, значи иницијално започнал овој bear market од така речено 2009 година, истиот траел до 2012-13. Значи дека иако имаме една година разлика, генерално можеме да видиме дека доста се поклопуваат. Значи буквално од 2013 до 2015 година и недвижностите и би рекол традиционалните пазари се наоѓаат во би рекол дното на овој пазар. Од почетокот на овој циклус од негде 2012-2013 за недвижности, како и од 2013 до 2015-2016 за традиционалните финансии, гледаме дека апсолутно сите, иако стагнирало златото, сепак можеме да видиме нагоре тренд. S&P 500, биткоин, злато, верувам дека овде како и ставам сите можни индекси кои што ги знаеме, сите ги ни го покажат токму тоа, дека имаме експанзија на пазарите. До кога траела оваа експанзија? До 2022 година. Иако овдека ни до 2022 година, што можеме да забележиме дека напоредно како растеле традиционалните финансии во вредност, така растеле и цените на недвижностите, што е нормално. Кога имаме експанзија на пазарите, многу често тоа се прелева на сите сектори. Па и во оваа ситуација тоа јасно можеме да го видиме во недвижностите. Така да тоа е една битна работа која што мораме да забележиме кога станува збор за недвижностите. Истите се многу добро синхронизирани со останатите пазари. Сега овдека ние можеме тоа малку и понатаму да го анализираме. Јас овдека ги земав податоците кои што доаѓаат директно од неколку различни пазари, и тоа од Гејропа, значи ова се цените на куќите и како во Гејропа, така во целиот гејропски континент, така и цените во Мала Британија, така и цените во Канада. Што можеме да забележиме со оглед на фактот дека ќе споредиме Америка, веќе ова сега да го провериме следниот дел, односно да видиме како се одвивале цените после 2014-2015. Значи можеме да видиме раст не само како што видовме овдека во овој регион кој што го земавме за пример, истото го гледаме од 2014 година и во Гејропа до 2022, се извинувам, истото го гледаме и во Англија до 2022, истото го гледаме и во Канада од овој 2013-2014 до 2022 година. 2022 година знаеме сите дека е почеток на bear market. Затоа и почетокот на bear market можеме јасно да го видиме овде, како во S&P 500, така во биткоин, така дури и во злато. Со почетокот на овој bear market ние имавме една година bear market до 2022, почетокот на 2023 година. Да видиме што случувало на пазарот на недвижности. 2022 до почетокот на 2023 година ние имаме bear market. Што се случува повторно? Почнува нов циклус. Како во Гејропа, така во Англија, така во Канада. Иако овде имаме забавување, но ми разбирате поентата. Сега нормално некои од овие пазари стагнираат поради побарување, поради различни карактеристики конкретно на овој пазар, можеби има војна, можеби има некакви природни непогоди, но идејата е јасна. Гледаме јасна синхронизација помеѓу тоа како се движат моментално традиционалните пазари и како се движат моментално пазарите на недвижности. Што значи дека една работа која што мора нашата публика да ја разбере е дека кога ќе имаме bear market за традиционалните финансии, без разлика дали инвестирате во злато, во обврзници, во оваа ситуација, во нормално акции, во крипто и така натаму, моментот кога ќе почнеме bear market, очекуваме дека ќе имаме корекција и на цените на недвижностите. Као што можеме да видиме, не се целосно синхронизирани циклусите, некогаш имаме година-две пред тоа до година-две по тоа, но тоа не го менува фактот дека најчесто на долг рок се доста синхронизирани. И затоа е многу добро да се следат овие циклуси со цел да знаеме каде потенцијално се наоѓаме во недвижностите. Со оглед на фактот дека и понатаму сме во експанзија на традиционалните финансии, но знаеме дека посебно индексите на акциите, како групните, така посебните индекси на секоја акција се екстремно високи. Ние имаме bull market уште од 2022 година па наваму, што значи дека имаме 4 години ефективен bull market. Тоа значи дека доколку потенцијално имаме Black Swan настанот типот на AI Bubble, како што веќе зборувавме, тоа дефинитивно има голема шанса да се одрази и на недвижностите. Зошто? Многу едноставно. Во моментот кога вие се наоѓате во ситуација каде што мора да земете профит и да излезете од пазарот, многу често се случува вие да бидете доста конзервативен. Односно тоа е период во кој што вие не влегувате на пазарот, на никој пазар. Ниту на крипто, ниту во недвижности, ниту во апсолутно ништо што е ризично, влегувате во најбезбедните пазари, како што е моментално врзници, на пример, или потенцијално злато. Што сакам да кажам со ова? Земањето профит и излегувањето на пазарите јасно можеме да видиме дека е категорија која што јасно не се одразува на недвижностите, односно недвижностите не се сметаат баш за категорија во која што луѓето ставаат пари кога е bear market. Така да поради оваа причина
До сега од, да речем, најновите bear маркети кои што ги видовме од 2000 година наваму, јасно можеме да видиме дека недвижностите паѓаат кога имаме bear маркет за традиционалните финансии. Барем сега за сега, ако понатаму луѓето почнат да користат ова капитално добро недвижностите како заштита на сопствениот капитал од bear маркет, тогаш е сосема друга приказна. Сега за сега јасно можеме да видиме дека стравот на пазарите се одразува и на недвижностите. Сега уште една интересна корелација која што мораме да забележиме овдека е корелацијата со стапките на централните банки. Зошто е ова толку битно? Висината на каматната стапка на Централната банка директно делува врз висините на каматните стапки кои што комерцијалните банки ги наплаќаат од вас. Затоа и најголем дел од вашите кредити се со динамични каматни стапки, посебно кога станува збор за недвижности. Дури и да го земете на првите 5 години со фиксна каматна стапка, да речеме од 3%, после овие 5 години вие сте буквално на милост и немилост на Централната банка. Централната банка е таа која што диктира колку ќе биде голема каматна стапка која што плаќате. Зошто е тоа така? Затоа што каматната стапка во однос на тоа колку моментално Централната банка наплаќа за ново позајмени средства на комерцијалните банки е исто така динамично. Што значи дека ако самата Централна банка ги подигна овие каматни стапки, како што тоа видовме дека е случај од 2016 до 2020 или од 2022 до 2024, тоа значи дека комерцијалните банки исто така мораат да ги подигнат каматните стапки по кои што вас ви позајмуваат со цел и понатаму да бидат солвентни, значи да имаат доволно средства да може да вратат на Централната банка, а во исто време да бидат во профит, затоа што разликата помеѓу тоа што ви го наплаќаат вас и она што го враќаат на Централната банка е профитот за банката, така. Што значи во оваа ситуација, колку се повисоки централните банки и нивните каматни стапки, нормално толку повисоко ќе биде каматна стапка која што ја плаќате за вашата недвижност на месечно ниво. Па така и овде, што можеме да забележиме? Во период од 2015 година до 2020 година со исклучок на неколку централни банки како што е американската и BOC, не знам ова дали е Bank of China, дали не сум сигурен, не е Bank of China, BOC не сум сигурен, како и да е. Значи гледаме дека само овие две банки биле во значителен пораст на каматните стапки на нивните централни банки. Се останато можеме да видиме дека било во стагнација и пат. Што ви кажува тоа? Тоа ви кажува дека од 2015 до 2020 година со пат на каматните стапки ние би требало потенцијално да добиеме раст на вредноста. Значи од 2015, како што можеме да забележиме, до 2020 година во овој период, каде што најголем дел од централните банки ги намалувале своите каматни стапки, можеме да видиме дека апсолутно одлично делувало на вредноста на недвижностите. Истото како во Америка, така и во Канада, 2015 до 2020 погледнете, и во Англија, 2015 до 2020, значи апсолутно во целиот овој дел, и до 2015 до 2020. Што значи дека секогаш кога имаме намалување на каматните стапки на Федералната резерва и на централните банки, автоматски очекувајте дека се пониска е стапката по која што комерцијалните банки позајмуваат пари и ги враќаат оние веќе позајмени пари, што значи дека и банките ќе ги намалат каматни стапки по кои што вас ви наплаќаат за веќе земените средства или за потенцијални новоземени средства. Што значи дека колку се пониски каматни стапки, толку и повеќе ќе имаме кредитобаратели за недвижност, така. Па затоа и во оваа ситуација, доколку трендот на намалување на каматните стапки продолжи како што очекувавме дека тоа ќе биде во 2026 година пред да почне војната во Иран, автоматски ќе дојдеме во ситуација во која што колку повеќе се намалат каматните стапки, толку повеќе кредитобаратели, толку повеќе ќе почне нормално купување на недвижности. Како се купуваат недвижностите, така почнува се повеќе да се зголемува градењето на нови недвижности, а цената да расте. Што значи дека потенцијал кога би запрела оваа војна во Иран и нормално инфлацијата би се вратила во нормала со оглед на фактот дека централните банки единствената причина поради која што моментално не ги намалуваат каматните стапки е тоа што инфлацијата и понатаму продолжи да расте поради војната во Иран и недостатокот на енергенси, зборуваме за нафта. Ако евентуално тоа се коригира, да речеме во следните година дена, тогаш веќе централните банки немаат апсолутно никаква причина да ги задржат овие каматни стапки високо како што моментално се од негде 3 до 5%. Што значи дека нивното намалување ќе предизвика што? Се повеќе се намалат каматни стапки по кои што ви позајмуваат комерцијалните банки, како што веќе кажавме, а што нормално ќе предизвика, како што го опишавме овде, да имаме многу би рекол достапни кредити за луѓето кои што потенцијално сакаат да купат дом и тоа да предизвика се повеќе позајмување, инвестирање во недвижности, раст на цената, раст на нормално
и понатаму производството на недвижности. Тоа е следниот чекор кој што потенцијално го чекаме. Но, па ти кажам, ова е условено од фактор дека мораме да видиме прво намалување на инфлацијата. И пак се враќаме на тоа што го зборувавме постојано, не можете да следите само еден пазар. Гледате како сите овие пазари се целосно поврзани. Односно, војната на Блискиот исток, како и војната во Украина, која што се големи пречки за нормално движење на логистиката на енергенците, посебно кога станува збор за нафта и газ, предизвикуваат истите да бидат екстремно скапи. Колку се поскапи нафтата и газот, толку повеќе предизвикуваат инфлација. Колку е повисока инфлацијата, толку повеќе каматните стапки на централните банки ќе останат високи, дури потенцијално и ќе ги покачат, како што видовме, имаме најава Федералната резерва дека ќе имаме покачување на каматните стапки. Што значи автоматски тоа ќе предизвика се помала побарувачка за кредити, а оние кои што веќе и позајмина ќе мораат да платат повисоки каматни стапки. Автоматски тоа ќе предизвика контракција на пазарот на недвижности. Се е поврзано. Поентата е да научиме како да ги читаме овие пазари. Па и овдека можеме јасно да видиме дека корелацијата помеѓу висината на каматната стапка на Федералната резерва и 30 годишната фиксна во оваа ситуација цена на, тоест каматите кои што ги плаќате за недвижности, можеме да видиме дека е крајно корелирана. Секогаш кога сега во оваа ситуација нормално дека за жал мораат да ја коригираат во однос на побарувањата, значи кога вие барате да речем кредит за стан, колку е повисока каматна стапка на Федералната резерва, толку повисока ќе биде и ова во тој период кога договарате фиксна 30 годишна камата за недвижности. Колку повеќе се намалува каматната стапка на Федералната резерва, толку е пониска оваа стапка. Значи автоматски ние треба да бараме што пониски или да чекаме што пониски каматни стапки на централните банки, кога инфлацијата е во релативно стабилен период, со цел да би можеле потенцијално да добиеме ваков договор за фиксна ниска каматна стапка на недвижност која што сакаме да купиме. Така да еве како прилика изгледаат периодите кога би било потенцијално најдобро да се земе недвижност, односно екстремно ниски стапки на централните банки, како што тоа сме го виделе во 1991 до 1993-4, 2000 до 2005, 2009 до 2016. Со тоа што моментално ќе видиме како изгледаат цените во 2026 година во Гејропа. Значи, ова е најновиот извештај кој што е дури во, би рекол, проекции до октомври 2026 година, а официјално податоците кои што ги имаме се до 2 јули 2026 година и јасно можеме да видиме како изгледа растот. Односно, ова е тоа што ние го зборувавме дека и во Гејропа и нормално надвор од Гејропа можеме да видиме дека во целиот овој регион цените на недвижностите се во постојан раст. Дури и во последниот период од 2023 година, после завршувањето на последниот bear market, јасно можеме да видиме уште позабрзан тренд на раст на цените на недвижностите. Овдека дури имаме соодветни проекции на тоа како изгледа растот на цените на домовите, наспроти растот на цените на кириите, што е исто така како што можеме да забележиме во истиот тренд. Дури и растот на цените на домовите е со многу позабрзано темпо за разлика од кириите, што би рекол дека е доста застрашувачки. Тоа ни покажува дека наскоро дури релативно не би очекувале некои посебни промени во ова темпо. И еве го уште еднаш, значи она што го зборувавме, оној иницијален пат до 2013-14 година, кој што ви го видовме на претходните чартови, исто и овој bear market до 2022-2023 година, но од 2023 година, после оваа корекција, можеме да забележиме дека растот на цените на недвижностите, погледнете го ова, еве дури надвор од гејропска зона као, нели, кај други веќе сме Африка во Европа, че можеме да забележиме дека од 3 па до 5 до 6% годишно во просек расте цената од 2023 наваму. Тоа значи дека ние имаме постојано екстремно голема количина процентуална раст на недвижностите, што значи дека реално од она што јас го заклучувам е, барем за мене, купете си недвижност што поскоро, не чекајте потенцијално овој пазар да се коригира во голема вредност наскоро, освен ако немаме некаков black swan настан. Па и затоа потенцијално би рекол првите профити од овој bull market дефинитивно ќе бидат искористени за да го следаме ова прашање отворено. Единствената причина поради која што пак е речем чекавме до крај беше токму тоа, потенцијални профити од претходниот циклус очекуваме да ги искористиме на прв план. Нормално, секој сака да го реши своето стамбено прашање, но во оваа ситуација можеме да видиме дека е дефинитивно време и еве уште еден пример.
од така речено првата четвртина 2025 година до првата четвртина 2026 година, јасно можеме да видиме дека имаме постојан раст и тоа во големи проценти. Еве најблиску до нас кај татаро-монголите на исток, значи за една година пораснала цената за скоро 15%. Кај циганите на југ немаме податоци. Да видиме што се случува со останатите. Еве Малта, каде што јас моментално се наоѓам, пораснале за 6,7%. И ако продолжиме понатаму можеме да видиме дека во просек, еве, низ целата територија рековме дека е 4,5%. Но генерално сакам да кажам дека растот е јасен и постојан. Еве Хрватска 14%, само да видам дали имаме некоја уште од Словенија 9%. Што значи дека на вистина едноставно не гледам како ова би се претворило во потенцијален позитивен тренд за нас. Дури овдека ги ставаат како споредба сите моментално земји со најголем раст на цените на домовите и кириите до земји со нормално помал раст. Можеме да видиме дека апсолутно ниту една земја од Балканот не се наоѓа во оние со помал раст, као што може да забележиме, тоа се најбогатите земји моментално во Европа, кои што во 2025-2026 година имале мал раст, дури во една од нив, само во Финска, можеме да видиме значителен пад од минус 2% на недвижностите. А додека како што можеме да забележиме кај усташите во Хрватска, затоа по се изеа овие 15.000 ново издадени лични карти од 2025 година на македонци, кои што ги видовме како вест, очигледно се претвориле во кири, можеме јасно да го видиме тој дел. Сега, значи, како што кажавме, главната работа и понатаму останува јасна. Моментално главниот проблем за потенцијално задржување на каматни стапки на централните банки на високо ниво е ова – инфлацијата. А инфлацијата во овој конкретно момент е исклучиво поради конфликтите кои што моментално се активни како во Иран, така и во Украина. И затоа велам, моментално главниот, би рекол, двигател на овој пазар би бил токму тоа. Запирање на овие војни, намалување на инфлацијата, што потенцијално ќе ги намали каматни стапки на централните банки, а со тоа и ќе добиеме многу пополни потенцијални каматни стапки за купување на недвижности. Еве како изгледа, исто така можеме да видиме во последните неколку месеци, февруари, март, април, во некои од најголемите земји во Г7. Истата ситуација јасно можеме да видиме дека инфлацијата и понатаму расте. Што значи дека ова е проблемот кој што мора потенцијално да се реши пред да имаме малку барем поповолни би рекол услови за потенцијално земање на недвижност, со оглед на фактот дека овие високи инфлациони стапки дефинитивно се пречка сите оние кои што потенцијално би сакале да земат недвижност. И исто така, овде исто можеме да забележиме дека после покачувањето од 2022 година, нормално на каматни стапки на централните банки, очекуваме дека и каматните стапки за недвижност ќе бидат релативно високи во престоечкиот период. Првенствено заради тоа што уште го решаваме проблемот со висока инфлација уште од 2019 година при тањето со COVID, а како што кажеме, дополнителните пречки се јасни во однос на геополитичките, би рекол, драми на светско ниво. Сега, како многу интересно истражување на крај, побаравме од вештачката интелигенција да ни сумира за нормално недвижностите, како изгледа моментално така наречениот Real Estate Bubble Test, да видиме каде се наоѓаме во територијата на Bubble во недвижности. Као што можеме да забележиме, истиот го подели на неколку различни категории и гледаме дека секоја категорија има поени, би рекол, од 0 до 100 и секоја од овие категории ќе даде така речено самата вештачка интелигенција соодветен индекс каде се наоѓа. Првиот индикатор кој што го зема во предвид е price to ratio, односно, тоест price to income, односно колку е корелацијата на цените на недвижностите наспроти приходот на оние кои што потенцијално би сакале да купат. Со тоа што вели дека моментално се наоѓаме во high risk, односно во зона каде што е блиску до потенцијален бабл. Значи можеме да видиме негде едната категорија под средината во, би рекол, нагорен терк. Значи дека моментално цените се, би рекол, доста повисоки наспроти приходите кои што ги имаат луѓето кои што потенцијално би инвестирале. Price to rent, значи истата ситуација во однос тоа колку е моментално зголемувањето на цената на кириите, како што видовме, тоа веќе го представивме во геропскиот, би рекол, континент, се на доста високо ниво. Потоа следен ние
значи каков е растот на каматни стапки за недвижности и кредити, кои што моментално се наоѓа на средно ниво. Значи и ово е би рекол релативно висок, затоа што со оглед на фактот дека каматните стапки се доста високи, да се наоѓа овде е релативно високо, да бидеме реални. Каматните стапки се високи уште од 2022 година, а гледаме дека поборувањето за кредити и кредити за недвижности е доста високо. Housing affordability, значи колку е моментално достапно, така речено, ова во однос на буџетот кој што го имаат луѓето, very high, значи ова е првата категорија која што се наоѓа на апсолутен врв, значи дека сме буквално пред последната, затоа што се премногу високи цените на недвижностите во однос на можностите на луѓето кои што потенцијално би сакале да ги купат. Шпекулација, значи ова е колку се шпекулира на цените на недвижностите, овдека пак имаме средно ниво, значи дека цените се уште не се толку спекулативни кога станува збор со претходните циклуси. Construction boom, како што кажавме, ова е единствената категорија која што моментално е доста назад. Значи оваа категорија се уште е рано. Како што може да видиме, low bubble signal, тоа значи дека се уште, како што ги видовме извештаите за дозволи за работа, значи се наоѓа во најниската зона моментално за разлика од сите останати индикатори кои што се взимаат во предвид за определување на овој би рекол инструмент. Следно ни е investor psychology, значи дали моментално е bull market или bear market ментален склоп на оние кои што инвестираат е на средно ниво, значи дека ниту очекуваат дека се наоѓаат екстремно во bull market, ниту очекуваат дека се наоѓаат во bear market нормално. Rental yield, колку е моментално профитот од кириите. High risk, тоа значи дека се наоѓаме во доста висока категорија. Зошто? Со оглед на фактот дека видовме дека кириите постојано растат. Значи high risk тоа ни покажува дека со тоа расте и профитот од кириите. Нормално дека тоа уште еднаш покажува потенцијален бабл територија. Следно ни е interest rate sensitivity. Као што кажавме, ова е поврзано со висината на каматните стапки. Со оглед сега претпоставувам, со оглед на фактот дека се наоѓаме во надолен терк, иако моментално имаме високи инфлација и се уште каматните стапки ги држат на релативно високо ниво, знаеме дека врвот го достигнавме негде во 2023-2024 година. Значи дека кога конечно ќе запре оваа потенцијално војна или условите кои што предизвикуваат висока инфлација, дефинитивно очекуваме да видиме што? Очекуваме да видиме намалување на каматните стапки, што веќе го спомнавме, па затоа гледаме дека и оваа категорија за како изгледаат каматните стапки на централните банки се ставена во high. Тоа е првата категорија кон bubble територија, што значи дека очекуваме токму тоа што го зборувавме да се реализира. Financial system contagion, значи ова е кои се потенцијално поврзаноста со финансискиот систем, модерен со оглед на фактот дека се уште нема некои јасни изгледи за bear market, па затоа и овдека може да видиме дека и нема некои големи би рекол очекување во однос на тоа како би изгледало доколку се случи така речено некаква финансиска криза Black Swan настапи. И сега, како што можеме да забележиме, од сите овие заедно во просек ние се наоѓаме во 59 од 100. Значи ние навистина се наоѓаме на средина, како што веќе го забележавме тоа на самиот почеток. Значи ако го видиме ова како цел циклус, ние навистина се наоѓаме буквално на самиот почеток на вториот дел од циклусот кој што се движи кон потенцијална бабл територија. Значи во неколку наврати видовме дека вештачката интелигенција ни го покажува токму истото, дека се наоѓаме многу блиску до најдобриот дел од потенцијален bull market на недвижностите. Па ќе кажам, сето ова зависи од тоа како ќе изгледа би рекол состојбата на пазарот во однос на потенцијални Black Swan настани. Дури овдека на крајот го запрашав, мислам, беше како објаснување дека потенцијално било каков тип на негативни случувања на пазарот може да предизвикаат нормално сето ова да се придвижи во обратна насока. Само сакав да го најдам. Овде high risk. Значи овде ги имаше објаснено потенцијалните случувања кои што може да се случат. Само секунда. Не, тоа не беше во другиот. Коза Беја не сум го оставил на страна. Како и да е, значи го запрашавме моделов на вештачка интелигенција да ни каже што потенцијално би можело да предизвика промена на пазарот. Како што веќе кажавме, буквално било каков тип на финансиски отежнување на пазарот кои што се не се очекувани, како банкарски колапс, како пукање на AI, bubble и така натаму, како што веќе видовме, секој традиционален bear market кој што потекнува од X причини на традиционални финансии, очекуваме дека дефинитивно ќе се одрази и на цените на недвижностите. Во спротивно, како што видовме, резултатот е јасен,
ние се наоѓаме во почеток на втората фаза од бул маркетот на недвижностите, што значи дека очекуваме дека во, би рекол, среден до долг период од неколку 3 до 5 години во иднина, очекуваме дека цените на недвижностите ќе растат. Тоа е реалноста, се надевам дека ви дадовме некоја релативно, би рекол, слика за тоа што се случува на недвижностите. Не заборавајте, ова нас не е специјалност, ова е оно што успеавме да го анализираме од тоа што ние го познаваме на овој пазар. Така да, друштво, како и секогаш ви благодарам што сте дел од нашата нормално работа. Се надевам дека уживате во истата, поддржете не, станете дел од нашата Patreon заедница. Линк до истата може да најдете во дескрипција на секој од нашите видеа. Привилегиите и кажеме на почетокот на нашето видео, а нормално и купете си блуза на продавницата на нашата веб страна cryptogamidžija.mk. Ви благодариме за поддршката, се гледаме во следното видео. Поздрав од Cryptogamidžija и од топлата мала. Од Велес до светот, Cryptogamidžija, знаеш, год се до небо. Утро ги фаќа, во живо се брате, кај што знае забава да пука. На монитор бројки, график нерви, од биткоин до трендови ги читаат. Први македонец за македонец, тоа е слоганот, не продаваат магла. Туку знаење за џабе, кај што други се губат во шуми, во хаос. Тие ловат вести, па прават баланс и јасност. Една вест, две вести, трета веќе се менува, а тоа што ги следи, лесно логика си реди. Cryptogamidžija со око за ризик, и год се до него не спијат. Тоа е факт. Кога пазарот трепери, тие гледаат мирно. Кога сите се плашат, тие стојат силно. Македонец за македонец, тоа е парола. Македонец, македонец за македонец. Gamidžiјата не води по патот. Cryptogamidžija, со год се дозори. Cryptogamidžija, уча цела бригада во живо. Cryptogamidžija, со год се дозори. Уча цела бригада во живо. Йоу, макроекономија, брате, не е шега. Мурика со зелена тоалетна хартија, М2 сирока. Принтерот пуштен на јако, од свет до селото Брисел. Вести се ронат, од Блискиот исток до Брикс и Мала Британија. Геополитика, ко мрежа од жици, еден потек таму, а ефект тука у очи. Секоја вест од светот ја носат со тежина. Не е само кликбейт, туку слика и тлабочина. Не паѓаат на фейк, туку се следат сите страни. И кога каналот гори, тие се тука, влегуваат во дебата со анализа во рака. Кога пазарот трепери, тие гледаат мирно. Кога сите се плашат, тие стојат силно. Македонец за македонец, тоа е парола. Македонец, македонец за македонец. Со год се де последен фак, фак. Gamidžiјата не води по патот. До утрински часови не знаат за доста. Се рокаат теми преку криптонис. Од шема до шема, од график до график. Кажи му на братот нека слуша и нека знае. Македонец за македонец, тоа е парола. Македонец, македонец за македонец. Gamidžiјата не води по патот. Cryptogamidžija, со год се дозори. Cryptogamidžija, уча цела пријада во живо. Cryptogamidžija, со год се дозори. Cryptogamidžija, уча цела пријада во живо. Cryptogamidžija.